Без малку 2 месеци е затворена модуларната болница во Охрид. Заразените пациенти се префрлени во старото инфективно оделение, каде што нема централен довод на кислород, а полно е и интерното оделение како и дел од нервно. Модуларната болница не е во функција затоа што имаше појава на кондензат, меѓутоа моментално немаме и доволно персонал за да ја обслужиме истата, вели директорот на Охридската општа болница. По трагедијата во Тетово, модуларните болници во Македонија го привлекува вниманието и на Светската здравствена организација, од каде треба да пристигнат експерти за да утврдат што се случува со модуларните болници низ државава. Треба да се направи уште една експертиза, да се проверат сите тие параметри и инсталации пред да се отвори. Иначе таа е спремна, моментално е затворена, приклучена е на доводно струја, меѓутоа немаме пациенти. Дека ја пуштале со оглед дека свето тоа што настава во Тетово сепак има и страф, и кај пациентите реагираат, и кај персоналот. Сред овој пик на пандемија, оптовареноста на болницата е максимална. Со ротации се обидуваме да го надоместиме недостатокот на персонал кој исто така се соочува со зараза. Целиот интернистички блок го обслужува 2 доктори, додава Балев. Во меѓувреме, од специјалната болница за кардиоваскуларни заболувања ги демантираат информациите дека ќе примаат ковид пациенти. Цениме дека во услови кога капацитетите на општата болница Охрид, за кој минатата година пред отворањето на модуларната болница, имаше официјален податок дека изнесуваат околу 90 легла, во моментот се далеку од исполнети. Неодговорно е да се компрометира работата на нашата болница со отворање на ковид оддел. Со оглед на високата контагиозност на омикрон сојот, неодговорно е исто така да се прави дисперзија на хоспитализираните во повеќе болници и да се зголемува ризикот од ширење на болеста меѓу хоспитализираните пациенти и персоналот. За цело време на трајање на пандемијата, кај нас се лекуваат акутни кардиолошки состојби и кај пациенти кои во исто време имаа ковид зараза. Последниве недели работиме со значително зголемен обем како резултат на тоа што извесен период катетеризационата лабораторија не беше во функција поради дефект на ангиографот. Овој проблем сега е надминат, но резултираше со одлагање на извесен број интервенции кои сега забрзано се реализираат. Потсетуваме дека сме регионален центар за кардиологија за целиот југозападен регион, кој секојдневно решава животозагрозувачки состојби, велат од ова јавна здравствена установа.